Добро вечер. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска им додели благодарници на граѓаните кои активно се вклучија во акцијата Се грижиме за топол дом, која што има за цел да им помогне на социјално загрозените лица преку донирање по кукнина, мебел, бела техника, електрични апарати, апарати за домакинство, опрема за деца, велосипеди. Акцијата Се грижиме за топол дом ќе продолжи и во наредниот период, а истата може да ја користат и лицата кои се надвор од системот на социјална заштита, доколку кај нив постои реална потреба од донирање. Ова беше информацијата со која што денеска ги започнуваме Урбаните вести, а еве што останато ќе гледате во нив. Браќата Миладиновци добија спомен соба. Одржана четвртата форумска сесија во општина Илинден. Амбасадорот на Босна и Херцеговина Здравко Беговиќ во посета на општина Ѓорче Петров. Богатото културно творештво на браќата Миладиновци денеска беше наградено со отварање на спомен собата Тъга за југ во градската библиотека Браќа Миладиновци. Спомен собата ќе има тројна намена: музејска, едукативна и емотивна. Во просториите на градската библиотека Браќа Миладиновци денеска беше отворена спомен соба во чест на овие просветители. Спомен собата Тъга за југ е начин да се одолжиме за големиот и непроценлив придонес кој струшките браќа го дадоа за македонската литература, истакна градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски. Како што нагласи Трајановски, спомен собата е адаптирана и преуредена, така што ги исполнува стандардите за музејска работа. Ова спомен соба практично е собрано сето она што го работеле и кај што живееле, кај се движеле и што работеле браќата Миладиновци, така да е добра можност да се едуцираат сите училишта и многу, како да кажам, поголем број на граѓани кои што ќе доаѓаат тука, да можат и да ги видат сето она што е важно да знаат за браќата Миладиновци. Воедно оваа спомен соба е повеќе наменска. Значи тука ќе може да се одржуваат промоции, ќе може да се одржуваат литературни читања и друг вид на настани од културен аспект. Ова е еден мало одолжување или мал долг кој што сакаме да го вратиме према браќата Миладиновци. Директорот на библиотеката Браќа Миладиновци Бранко Цветковски посочи дека спомен собата ќе има тројна намена, односно музејска, емотивна и едукативна, а во тек се и преговорите со училиштата, часовите по македонски јазик кои што се тематски поврзани со дејноста на браќата Миладиновци да се одржуваат во спомен собата Тъга за југ. Директорот Бранко Цветковски благодарноста до градот за реализацијата на оваа значајна спомен соба ја искажа со подарок. Поемата Тъга за југ илустрирана од ликовниот уметник Живко Поповски Цветин. Спомен собата ќе биде тринаменска, ќе има музејска професионален, има промотивна вредност и ќе има едукативна. Ние веќе работиме на популаризација по училиштата со еден проект. Сите часови што се посветени на делото на браќата Миладиновци да бидат одржувани во оваа спомен соба, каде што имаме одлична аудио и визуелна опрема, одлична музејска поставка и услови за такво едно едуцирање на младите генерации за животот и за делото на овие струшки браќа. Подготовките за презентацијата на спомен собата траја во текот на летниот период, кога се одвиваа градежните работи за адаптација, реновирање и опремување на дел од интериерот во објектот на библиотеката. Амбасадорот на Република Босна и Херцеговина Здравко Беговиќ денеска беше во посета на општина Ѓорче Петров, при што уствари средба со градоначалникот на општината Сокол Митровски. На средбата беше најавено интензивирање на соработката помеѓу Босна и Херцеговина и локалните самоуправи во Македонија. Денеска со огледа ова прва посета на господинот амбасадор, начнавме бројни теми кои се битни и значајни за понатамошната соработка.
Jedno od značajните, да кажам, прашања кои се битни и значајни е секако да почнеме со културната соработка со одредени општини од Република Српска и да почнеме со размена на искуства измеѓу одредени општини од Република Српска, односно Република Босна и Херцеговина и општината Ѓорче Петров. Ние имаме одредени исчекори, да кажам, веќе сме дел или работиме одредени проекти кои се значајни и црпиме средства од Европската Унија. Предпоставувам дека и тие се на одреден пат да црпат и да имаат можност да соработуваат со европските институции. Меѓутоа, сакаме нашите искуства кои се битни и значајни и нивните искуства да ги размениме и секако таа соработка да се прошири покрај на спортски, културен, сакаме и на економски план. Крајот на оваа година ќе го дефинираме, а во 2014 година ќе отпочнеме со конкретна активност со одредена општина во Босна и Херцеговина. Уште еднаш сакам да се заблагодарам. Навистина ова е голем чин и голем ден за општината Ѓорче Петров и се надевам дека оваа посета ќе биде подстрек за побрза, подинамична и поплодна соработка меѓу општината Ѓорче Петров и одредени општини во Босна и Херцеговина. Граѓаните од општина Илинден денеска учествуваа во четвртата форумска сесија, која е дел од проектот Форуми во заедницата, кон која се приклучи и општината. На денешната сесија беа презентирани 7 предлог проекти на тема подобрување на комуналните услуги, која беше избрана на првата форумска сесија. Прилог на Томислав Атанасовски. Над 100 граѓани на општина Илинден денеска во модуларното училиште учествуваа на четвртата сесија од Форуми во заедницата, каде што беа презентирани 7 проекти кои беа избрани во претходните 3 сесии. Присутните беа распоредени по работни маси, бизнис сектор, местни заедници, образование, заштита на животната средина, земјоделство, улици и патишта, спорт и рекреација, управување со отпад, култура и општинска администрација, и истите учествува на четвртата форумска сесија при презентацијата на 7 предлог проекти кои се на тема зимско одржување на улици и патишта, набавка на возило, изградба на пешачка патека на улицата 532 Марино Кадино, пешачка и велосипедска патека комплекс Манастир, затворен базен, набавка на возило за собирање и транспорт на комунален отпад, селектирање на отпад и набавка на контейнери и одбележување и осветлување на улици. Од овие проекти на следната последна форумска сесија по пат на гласање ќе биде избрана една која ќе добие финансиска подршка за реализација со средства од Швајцарската агенција за развој и соработка и од општина Илинден. Форумот на заедниците како проект во општина Илинден е најмасовен, најактивен, најпродуктивен и остава најсилен впечаток од најголемиот број, да речам, одржаните форуми. И за тоа сум искрено задоволен, а тоа е одлика на општина Илинден, одлика на сите вас како граѓани кои што давате еден силен придонес за развојот на општината. Активното учество и придонесува за добра реализација на форумот како проект Форумот на заедниците, во кој што општина Илинден како партнер со Швајцарската агенција за обнова и развој и вие како дел од проектот активното учество ќе придонесе за реализација на крајната цел, а тоа е реализација на еден од дефинираните приоритетни проекти кои што ќе бидат дефинирани во рамките на форумот. Градоначалникот Жика Стојановски потенцираше дека и останалите проекти кои нема да бидат избрани на оваа форумска сесија за оваа година, не значи дека и нема да бидат реализирани. За избраниот проект обезбедени се средства во висина од 4.800.000 денари, од кои 2,4 милиони се од буџетот на општина Илинден, а 2,4 милиони денари од Швајцарската агенција за развој. Целта на овие форумски сесии е да се подобрат условите за живот, патната инфраструктура, образованието, културата, комуналната хигиена, спортот и уличното осветлување во општина Илинден. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска го посетија семејството во населеното место Мралино, чија што куќа изгоре во пожар. Ветија донација од еднократна парична помош, но и од сите неопходни апарати за домаќинство.
ние како Министерство за труд и социјална политика заедно со општина Илинден и градоначалникот на општина Илинден ќе му дадеме директна поддршка на ова семејство, исто така тука и Црвениот крст кој што дополнително ќе му помогне на ова семејство. Првичната помош се состои од еднократна парична помош, исто така од неопходните средства за хигиена, облека, исто така храна, садови и други препарати за домаќинство кои што им се потребни. Дополнително заедно со општината и градоначалникот ќе се обезбеди поддршка при расчистување на опожарениот дел, исто така при обезбедување на работници и градежен материјал со цел да ова семејство да започне да го санира своето живеалиште и својот дом. Дополнително ќе ја следиме состојбата заедно со Центарот за социјални работи, со општината, исто така со Црвениот крст и понатаму да му нудиме поддршка и помош на ова семејство. Општината во соработка со Министерството, во соработка со компании и граѓани ќе понуди целата максимална своја поддршка на семејството во делот на набавка, обезбедување на градежни материјали, работна сила, исто така и во делот на расчистувањето на целиот отпад, секако откако ќе се завршат процедуралните работи со архивирање, со затворање на записниците. Јас имам препорака секако до семејството да не го губат здравието за материјалното сите заедно ќе го надоместиме, здравието е она што треба да се сочува. Благодарност до сите луѓе, до првично екипата на Канал 5, министерот за социјални грижи, градоначалникот на нашата општина, на сите добри и хумани луѓе што притекнуваат во помош, ни даваат поддршка максимална сите. Благодарам за добрите зборови, за да го сочуваме нашето здравје. Со символично сечење на лента, свечено беше пуштена во употреба новата детска градинка Мурковче во населеното место Колунија во општина Газибаба. Новата градинка Мурковче има капацитет за прифаќање на 80 деца, кои веќе од 1 ноември ќе бидат згрижени токму во оваа градинка, која е прв објект од ваков вид во руралниот дел од општината. Изградбата на градинката е заедничка инвестиција од 28 милиони денари на општина Газибаба, Министерството за труд и социјална политика, од кои 25 милиони денари се обезбедени од општината, а 3 милиони денари обезбеди Министерството. Согласно предвидената динамика, само оваа година отворени се 11 групи во други просторни услови, а до крајот на годината планираме да отвориме уште 4 групи во други просторни услови. И за наредната година планираме да го продолжиме овој проект. За нас представува големо задоволство фактот што во некои места има потреба за отворање на нови градинки. Новите градинки значат нови генерации и подмладување на нацијата. Таков случај имаме и тука во општина Газибаба. Скоро 30 години во оваа општина нема изградена нова градинка, а потребата за во руралниот дел, а потребата за истото е повеќе од очигледна. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски истакна дека општината, заедно со владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика, во наредниот период ќе работат на подобрување на условите во останатите објекти на градинките, како и на изградба на вакви капацитети во останатите населени места каде што ги нема. Објектот е во категоријата на енергетски ефикасни објекти, со поставена изолација на зидовите, кровот и подот, со термопан прозори и врати, со што во голема мера ќе се заштеди енергија како за ладење, така и за затоплување. За загревање ќе се користи котел со пелети, имаат висок степен на енергетска ефикасност, каде што согорувањето е скоро 100% и мала количина на издувни гасови. Со овој проект докажуваме дека работиме за обезбедување на еднакви услови за живење, како во урбаниот, така и во руралниот дел. Во овој објект ќе се згрижат децата од населените места Дрма, Идризово, Полонија, Ирунери, Гоце Делчев, Трубарево и Ергеле. Во општина Газибаба сега има 12 вакви објекти, каде се згрижуваат околу 1600 деца.
Новата разводна 110 киловолтна постројка што МИПСО ја гради во општина Петровец ќе создаде предуслови за квалитетна електрификација на мултифункционалната деловна зона Чоилија, која треба да биде генератор на економски раст на општината. Ова го заклучија Синиша Спасов, генералниот директор на АД МИПСО, и Борче Митевски, градоначалникот на општина Петровец, при денешната посета на постројката што ја гради АД МИПСО. Во 110 киловолтната разводна постојка која што се гради во општина Петровец, АД МИПСО инвестира повеќе од 1 милион евра. Се планира до крајот на годинава разводната постојка да биде пуштена под напон. МИПСО инвестира над 1 милион евра во 110 киловолтната разводна постојка, што ја гради во општина Петровец, со цел да се поврзе постоечката трансформаторска станица на преносната мрежа. Со ова создаваме предуслови за стабилно и квалитетно снабдување со електрична енергија на општина Петровец и создаваме услови за доверлива работа на електроенергетскиот систем, истакна Спасов. Градоначалникот Митевски потенцираше дека оваа инвестиција во енергетската инфраструктура значително ќе ги подобри условите за економски развој на општина Петровец. Деловната зона Чоилија е наш адут за создавање нови работни места и економски раст на нашата општина. Оваа инвестиција на АД МИПСО ќе создаде предуслови за квалитетно напојување со електрична енергија на деловната зона Чоилија. Со тоа ќе обезбедиме услови за сите наши потенцијални инвеститори во зоната, потенцираше Митевски. Кошаркарите на МЗТ Скопје закубија од Макаби Хаифа со 86-83 во вториот надпревар од кошаркарскиот Еврокуп. Комплетирано третото коло во Лигата на шампионите. Во дербито на Бернабе Реал Мадрид го победи Јувентус со 2:1. Следува спорт, но пред тоа рекламите.